Маратонската расправа за изборниот законник стартува комисиски, со илјадници амандмани, откако работните групи од власт и опозицијата не успеа да го откочат процесот, а не помогнаа ниту денешните координации во парламентот. Собраниската комисија за политички систем ја почна расправата, но само што почна, седмицата заврши. Во рокот, утврден со деловникот за понесување на амандмани, имаме понесено многу амандмани од страна на овластени предлагачи. Истите тие амандмани моментално во рамки на собранието се архивираат, потоа истите ќе треба да бидат преведени и кога целата таа постапка ќе заврши, ќе продолжиме со седницата. Електронското гласање за диаспората, главна забелешка за опозицијата. Председателот на СДСМ вели дека и многу поразвиени земји од Македонија се повлекле од ваквата идеја, поради тоа што е тешка за спроведување. Со ваквото гласање, како што вели Филипче, се остава можност за злоупотреба на изборниот процес. Јавно дека овој и ваков закон предлага партија позната по злоупотреби на изборниот процес. Да потсетам на разговорите кои што беа објавени пред повеќе од 10 години, како заокружуваа со различни знаци, како договара отворање на вреките со гласачки ливчиња. И сега таа партија, која што има историја на злоупотреба на избирачкиот процес, предлага ваков модел. Предходно, премиерот Христијан Мицковски откри дека опозицијата првен се согласила, па потоа се предомислила за изборниот законник. Ги обвини Левица и СДСМ дека непринципиелно се однесуваат во текот на целиот процес. Тврди и дека за електронското гласање не се прифатени забелешките, но дека за останатите измени имал консензус. Кога политичката партија Левица рече, а ние нема да се потпишеме, вие потпишете се, ние нема да правиме филибастеринг, вие слободно гласете го и така да помине. Со тоа каква порака испраќа? Ние добивме тоа што сакаме, работевме цело време најлицемерно, сега откажуваме за да се прекажеме, еве пред оние кои што нас не поддржуваат, демек еве ние сме тврдокорните, тука СДСМ да не остане пократка и тие излегува сега и они ќе правеле амандмани и они нашто нешто кое што не им одговара. Дека нема договор за измените на изборниот законник, потврди и координаторот на претеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски. За владачката партија клучно останува електронското гласање на диаспората, барање кое е целосно неприфатливо за СДСМ. Моделот кој што се наоѓа во изборниот законник е неприфатлив за СДСМ и со жалење можам да констатирам дека разговорите завршија неуспешно. Покрај СДСМ, против новиот изборен законник и Левица, од партијата најавија блокада, доколку не се укина, како што велат, политичката дискриминација во финансирањето. Со предлог измените до кој дојде телевизија 24 се предвидува електронско гласање за диаспората, нова распределба на финансиите наменети за политичките партии, како и нов праг за независните кандидати. Според документот, предлог измените треба да ги затворат правните празнини, да ја зголемат ефикасноста во процесот и да обезберат потранспарентни избори.